Господе, голем си. Покажи си ја моќта и спаси ја ќерка ми. Ќе те спасам. Верувај ми. Дадо, ајде да си одиме. Одете се вие. Ајде. Многу ми е жал. А навистина ли? Секако. А да, гледам, само гледам како се трудиш да ја спасиш жената која губи брат ми. И ти велиш дека си тажен. Различни работи се тоа. Мене тоа не ми менува ништо. Ифет и да го биеше брат ти, верувај, немаше да и помогне. Нама таа е невина. Не можам да издржам таква неправда. Ма што сакаш, кажи, воопшто не ми е гајле. Мене брат ми умре, душава ме боли, ти сега најде да ми зборуваш за правда. Очигледно е дека ти си човек без трошка чувства и срам. Прави што сакаш, ама те молам, оди си. Али Ихсан, брату мој, не успеав да ја спречам твојата смрт. Видов дека паѓаш во длабока бездна, ама не успеав. Не успеав да те сочувам. Само напразно зборував.
а ништо не сторив за да те спасам вистински. Да знаев дека вака ќе биде, ќе сторев многу повеќе и ќе те спречев, мил мој. А тој човек и таа жена, верувај, ќе ми платат за ова, ти ветувам. И никогаш нема да бидат среќени, никогаш. Извади се што имаш на тебе. Што чекаш, ма? Брзо, ајде, извади се. Еј, тој што влегува тука мора да се изврши надлежноста. Спротивно тешко ќе биде. Облечи ги папучите. Ајде, влегувај. Ајде, влези. Влегувај. Ајде. Господ нека те варди. Јас сум пак иза. Одмори се, соземи се. Подоцна ќе се запознаеш со сите. Дојди. Господ ти е нека напомош. Господа те варди. Господ нека те варди. Господ нека ти помогне. Господа те варди. Седни си тука. Како ли ќе го кажеме ова на Нил Ерхан? Како ли кутрата ќе ја прифати смртта на татка си? Многу е тешко, Дадо, но сите заедно ќе поминаме низ ова. Тогаш врати си се дома. Биди до нас. Дадо, знаеш, Бетул... Таа жена ти е поважна од нас, од нашето семејство, така? Дадо, те молам, престани веќе. Изгубивме многу работи. Сватив дека нема потреба повеќе да се натажуваме за ништо. Те молам, помогни ми. Добро. Тогаш и таа доведи ја тука. Ама, вети ми, само ако му сгреши на нашево семејство,
Има да ја напуштиш. Не би направила ништо такво. Бетул не е таква личност. Ти ветувам, нема да сакаеш. Стигна очекуваната вест. Ифет е во затвор. И се колнам никогаш нема да излезе од таму. Ало? Да, јас сум. Новинар? Кој канал? Добро, ќе ви се прејавам, добро. Ма какви новинари, телевизии, те молам, немам нерви за тоа. И држи ги подалеку од нас, те молам, Јасемин. Ме разбра? Не грижи се, ќе се погрижам за тоа. Време е да тргнеме. Емине веќе сигурно се подготвила. А ирлија работа? Сакам една мала порција донер. И тука некаде живеело семејството на Ифет Демироглу. Сигурно добро ја познавате вие. Ајде, синко, на друга врата оди. Тука нема лев за тебе. Сакам еден мал детал. Сигурен сум дека сте виделе многу работи тука. Јас те предупредив. Изгледа си ја бараш бељата. Јас ја работам само работата. Што сакаш да дознаеш? Лично ќе ти кажам. Джемил! Джемил! Смири се! Имаш многу проблеми, Джемил! Оди по ѓаволите, бе! Добро, добро, седни. Ама што правиш? Ако сакаш да видиш нешто повеќе, мора да зборуваме прво. Штом цедето го донесе прво кај мене, а не кај твоите надлежни, значи многу добро си знаеш што сакаш. Ги сакам парите во кеш. Нема да имаш проблем со тоа. Но овие снимки никој не смее да ги види. Доволно се натажија клиентот и незиното семејство. Не грижете се. Знам колку се важни овие снимки, исто колку што и вие знаете. А тоа, кога ќе го добиам јас саканото, се ќе биде средено. Како ќе бидам сигурна дека никој нема да ги добие овие снимки? Не грижете се. Средена работа е тоа. Кога ќе дојдат полицајците за снимка, ќе молчиш, договорено? Ако те прашаат зошто нема снимки, ќе речеш дека не се разбираш од тоа. Полицајците ќе помислат дека се работи за технички проблем. Јасно ли ти е? Инаку, сите ќе настрадаме, да знаеш. Може и во затвор да одиме. Добро, договорено, Ава. Да зборувам со клиентот, па ќе ти се јавам. Се надевам дека до вечер ќе добијам одговор. Инаку ќе мора сам да се грижам. Не прави ништо додека не ти се јавам. Ало? Дилек нема да поверува што имам. Тоа што го бараме веднаш не дојде. Добре дојдовте, господин Ариф. Добре ви најдов. Што правиш тука? Пијам, чичко Ариф. Што можам друго да правам? Знам дека е тешко. Ти си надвор, а Ифет е внатре. Не е тешко. Смртоносно е. Човекот дури кога умре си ја постигна целта.
Сакаше да патам и еве сега патам. Токму затоа мора да станеш и да се бориш. Остави една страна тагата и бори се за Ифет. Бори се за Ифет. Што ако се борам и се трудам? Има уште многу до парницата. До тогаш таму ќе остане, нели? Господ да ме казни, чичкарив. За ништо не ме бива. Ифет очекува да ја спасам, а мене за ништо не ме бива, чичкарив. Ќе пронајдеме решение. Ако ти се запуштеш вака, Ифет што ли треба да стори, а? Ајде сега. Да ја испиеме ракијата и да станеме. Имаме многу работа. Аха, снимките покажуваат дека Аликсан сам си пукал. И значи тие снимки покажуваат дека Ифет е невина, така ли? Не е невина и самата знаеш. Таа е виновна. Виновна е за таквата состојба на Али Ихсан. Али Ихсан не би сторил такви глупости, а ниту пак ќе се убиеше. Сигурно така постапил бидејќи помислил дека не е умрела. Ако е како што велат, ако навистина не сака и ќе ранил. Ги мразам тие двајца, ми го избезумија брат ми. Дај му колку што бара. Никој не сме да ги види тие снимки. Добро. Ти не грижи се. Јадењето е готово. Кој дојде, дојде. Кој не дојде, ништо не добива. Види, се кае оној кој пробал и кој не пробал од моето јадење. Ајде, стани, пробај бара малку. Испрати го Јусуф. Никој не може на Јусуф да одоле. Ајде, викни ја. Етко, ајде да јадеш. Што ке е вашата ефтина кајгана, богаташка? Можеш само да и се умилкуваш и толку. Моето е хумано однесување. Не ми требаат пари меѓу 4 зида. Ајде, ма. Знам дека напразно зборувам. Ама наскоро ќе излезе, ја силно верувам. Мора и вие да верувате, мора да бидете силни и на Ифет ти треба тоа. Бетул е во право. Ви сготвив нешто. Ве молам, каснете, чичко Ахмет. Не, Кирко, јас нема да јадам. Седнете си вие, ајде. Нимет, ајде стани, Кирко, најади се. Ајде, дадина. Ајде. Добре, јас ќе отворам. Добре, дојде. Што бараш ти тука? Како тоа? Тука сум за чичко Ахмет и за Нимет. Таа жена губи брат ми. Што бараш ти меѓу овие луѓе, Бетел, кажи ми. Што зборуваш ти? Ифет ми е пријателка. А чичко Ахмет го познавам од малечка, кога бев цел живот. Не ми е гајле мене тоа, Бетел. Види, не сакам да зборуваш со тие луѓе никогаш. Господин Ерхан, добре дојдовте. Ајде, одиме. Јас си одам. Добра ноќ. Остави ме. Бетел, види, нема да живееш веќе ти тука. Нема да ги гледаш и нема да имаш никаков проблем. Што зборуваш ти? Дојдов да те земам кај нас дома. Зборував со Дада. Од сега таму ќе живееме.
убаво што сте донеле таква одлука со сестрата, ама јас не сакам. Бетул, види, знаеш дека на вистина многу те сакам. Ако сакаш, ке стапиме и во брак. Не сакам. Ова сега никако не сакам, никако. А и не сум сигурна дали добро те познавам. Добро ќе биде да не се гледаме некое време. Бетул, знаеш ли што поминуваме? Да, знам. Затоа мислам дека подобро ќе биде да се разделиме некое време. Во меѓувреме биди до сестра ти и подржувај ја. Дедо? Мила? Не мачи се, чедо. Тато, каде е? Добар е? Одмори се сега. Подоцна ке разговараме. Да не му се случи нешто на тато. Да нема нешто лошо, тето. Мораш да бидеш силна за ова што ќе ти го кажам. Татко ти секогаш сакаше да бидеш силна. Тој секогаш ќе биде со нас, верувај ми. Не. Татко ми. Не говори така. Мила, биди силна, те молам. Не умре, кажи. Мила моја. Тато. Тато. Да умреше дада ми. Тие ќе се молеа за неа како ти за него? Не знам како би постапиле, Керко. Но нам не ни доликува да зборуваме за мртов човек. Господ нека му ги прости гревовите. Ајде легни си, Керко. Види, денови и ноќи не спиеш. Многу си ослабнала. Да, ослабе, тето. Многу лошо изгледаше. Што ако не и веруваат на дада? Што ќе стане? Колку години затвор ќе лежи? И немој така да велиш, Керко. Не дај Боже. Невиноста ќе излезе на виделина. Не грижи се, мила, ќе видиш. Ќе се докаже. Сестра ти жива и здрава ќе се врати дома. Верувај ми. Ајде. Тето, не ја гушнав ниту еднаш дада. Утре ќе ја одиме во посета. Таму ќе ја гушкаш колку што сакаш, мила моја. И вие ќе патите исто така, како што патам јас. Што и направи?
јадена од како е дојдена. Ќе се онесвести од глад. Кога ќе огладне, ќе си стане. Оставете ја, не ја вознемирувајте. Пак се запнало вецето. Не можете да средите една жена? Гледајте и учете па да видите. Станема да сработиш нешто. Ајде, слуги ли сме ти? Види за оној кој не слуша, следи ќоте. Што правиш, Марти? Види од корисма, исчисти го тоалетот. Не сакам. Остави ја намира. Молчи, мати, таму. Значи не сакаш да чистиш, а ние мислиш дека сакаме? Мораш да чистиш, не ми е гајле, ајде. Ајде. Пусти ме! Не сакам! Ама мрдај. Ајде, ајде бе, ајде. Со ова ќе чистиш. Тоа таму не се брише поинаку, ајде. Ќе те убијам, ма. Седете мирни. Ме прсна со киселинама. Ајде одиме. Каде? Со тебе ќе се замарам. Биди послушна. Пусти ме, ма. Слушни ме добро. Ви благодарам многу што ме примивте, директоре. Нема на што, господине. Добре дојден исто. За овој ваш убав гест, јас би сакал нешто да направам за затворов, господин директоре. Примате ли донации? Спремен сум да дадам све што ви треба. Господине, никој досега не се понудил, но тоа не значи дека немаме потреба. Одлично. Одлично. Пусти ме, пусти ме! Джейми, Джейми, извади ме од тука, те молам. Те молам, извади ме од тука. Ветувам уште малку остана Ифет. Потоа се ќе заврши. Што ти е тебе, а? Кажи ми да не те удрил некој. Не, ништо не ми е. Се лизнам во тоалетот и паднав. Ифет, ако имаш проблеми, кажи ми. Не, немам никакви проблеми. Нема проблем. Добро. Ќе ти извадам од тука, верувај, уште малку остана. Сакам да ми ветиш нешто. Ќе внимаваш на себе, нели? Ветуваш? Ветуваш ли? Ветувам. Имаш ли потреба од нешто, кажи ми? Да имам тебе. И тоа ми е доволно. Да можев, до тебе ќе седев секој ден. Не би заминал од тука. Греф е да живеам јас дотека ти си внатре. Те молам, не се обвинувај себе си. Навистина знам. Знам дека ти ќе сториш се за да ме извадиш од тука. Сиромав бата. Се самоуби мислејќи дека си убил ќерка си. Јас ова нема да им го простам. Има да патат дупло повеќе од тоа што пати ме ние, ќе видиш. До тебе сум, дадо. Ќе сторам се што можам. Ти наскоро ќе имаш дете, подобро ќе биде да си го гледаш семејството. Кога ќе се пресели Бетол кај нас? Не знам, дадо, имаме проблеми со Бетол. Ако јас сум причинителот, еве, например, можам да и се извинам. Не сакам повеќе да има несреќен член во моето семејство. Не, дадо, благодарам. Нема врска ова со тебе. Ќе имате бебе. Се надевам дека ќе си го решите проблемот.
Сакаш да си играме топка надвор? Јусуф, не ја вознемирувај дедичката. Не, воопшто не ме вознемирува. Само тој може да ме насмее тука. Ќе се навикне со тек на време. По неколку месеци ќе се чувствуваш као цел живот да си тука. Не, јас нема да останам долго тука. Јас никого не убив. Ќе докажам дека сум невина и ќе ме пуштат. Извини се! Извини се! Ајде, извини се таму, извини се. Еј, види? Синко, зашто не смеав да ја видам? Дојдев да ја посетам. Видете, господине, не смеете да доаѓате кога ќе ви текне. Тука има ред и дисциплина. Се знае кога се посетите. Дојдете си на време. Војнику сине, низ долг пат поминавме. Дозволи барем малку да ја видам. Ако не, тогаш може да се видам со директорот. Не може. Ајде, ве молам, не чекајте тука на празно. Немојте да ми правите проблеми. Бато, ајде да си одиме, утре ќе дојдеме. Ајде, утре пак ќе дојдеме. Ајде, тато, да одиме. Вас ве очекував, господине. Ајде, адвокату, ни требаат нам добри вести. Полицијата има нов доказ за случајот. Под истрага се снимките од бензинската на местото на настанот. Ова е добра вест. Тоа значи ќе се обелодени вистината, нели? Секако. Ќе мора да почекаме додека не завршат техничките анализирања. Какви технички анализи? Се навидели неиснимено, нели е така? Господине Джимил, таква е процедурата. Јас не се разбирам од процедури, брате. Покажете ми ги снимките. Сигурно ќе ни го дадат извештајот. Не сакам листови од вас. Не можам вака да чекам. Джемил. Здраво. Парите. Убаво е да се работи со вас. Само ако се слушне за ова, ќе си имаш многу проблеми. И тоа големи проблеми. Ниту еден адвокат нема да те спаси. Бидете спокојни. Си го добив саканото. Одлично. Бетулах. На човекот брат му умрел, а ти видиш што зборуваш. Сега ќе кукаш како кукумјавка ли? Мамо, доста веќе, не мислам на разделба. Луѓето си имаат едни проблеми, ти си имаш други проблеми, доста е веќе. Мојот проблем си ти, ма. Дали ќе имаш друг пат ваква убава можност, а? И Али Ихсан беше добар късмет и што стана сега? Ерхан сине, добре дојде. Повели? Добре ве најдов. Бетул дома е? Дома горе во салон. Јас одам кај соседката. Зошто дојде? Бетул, јас... Вчера, што го кажав тоа, навистина не бев свесен што зборувам. Навистина се извинувам. Не е важно. Барем увидов нешто и тоа ми е доволно. Оваа врска, нашата игра. Помислив дека ќе успеам, ама не можам. Знам, види.
Поминуваме низ тешки денови, но ќе поминаме низ се, верувам. Не. Јас не сакам да продолжам со играва. Се уште си влюбена во него, така? И покрај се што стори, се уште си заљубена во него, така? Заради него, брат ми почини. Ја искористи Нил за парите. Ја уништи, се влечка по болници, никогаш нема да оздраве. Не сакам да зборувам за ова, добра? Да, Бетулно, јас сакам. Ти сакаш со него да бидеш, така? Те молам, оди си сега. Добро, Ифат ја нема повеќе. Се оконча случајот со Нил и ти почна да си фантазираш. Те молам, оди си пред да се влошат работите. Зар може погадни од ова? Добре дојдовте. Има безбедносни камери тука? Да. Може да ги видам снимките од пред 2 дена? Кои сте вие? Ми требаат. Човеку, морам да го прашам шефот. Човеков сака да ги види снимките од камерите. Добро. Повелете? Имаме судски процес, сакам да ги видам снимките. Полицијата ги зема, ако ти требаат, оди барај ги. Полицијата? Што имаше во тие снимки? Ништо не знам. Не сакам без потреба проблеми да си имам. Ако не зборуваш, дури тогаш ќе си направиш проблеми. Ништо немало. Камерата била расипана, јас не сум приметил. Како може да е расипана? Не знам, вечерта не снимала. Зошто користите расипана камера, кажи ми? Мислев дека работи. Што имаше на снимките? Дали некој слушнал или го видел настанот? Кажавме на полицијата, никој ништо не видел. Чичко Ариф, полицајците немале снимки. Што велиш, Джемил? Навистина не знам. Не снимала наводно камерата. Има нешто во оваа работа, верувај. Добро. Ќе дознаеме за што се работи. Вечера се гледаме обавезно. Не одговараш на повиците. Јас веќе се изјаснив. А ти очигледно ги избранив. Те сакам. Докажи го тоа. Ете, откажи се од нешто за мене. Не прави ништо со што ќе се каеш. Единственото нешто за кое може да се каам е тоа што не можеме да извадиме таа жена од нашите животи. Не мачи се и ти за џабе. И нема да може да докажете дека не пукала таа. Ти од каде знаеш дека Ифет не пукала? Снимките. Дрек. Ти каква игра играш? Се работи за човечки живот. Правда. И да не пукала таа го уби брат ми. Секако дека ќе плати за тоа. Ама, полицијата кога ќе дознае за ова, ќе одиш во затвор. Ти ли ќе ме издадеш? Ти ли во полиција ќе ме пријавиш? Така ли? Не верувам. Дојде ваму. Ајде да се намокриме малку, а?
Ти сакаш да си играш со вода, нели? Душа моја. Многу си фина. Дај Боже, наскоро да излезеш од тука. Но до тогаш не се закаче со Кадрија психопатката. Непредвидлива е таа. Чаша ако и падне, скандал ќе направи. Не прави си проблеми со неа. Се до денеска молчев постојано. И секогаш ми се случуваше најлошо, веќе нема да молчам. Значи нема да молчиш, а? А ако те замолчам јас? Што ќе правиш сега? Како ќе се спасиш од мене? Зборуваше ли со адвокатот Чичкарев? Има нешто што ги нема снимките. Полицијата истражувала ли? Не зборува со никој. Нема потреба да креваме токава паника. Што зборуваш, Чичкарев? Ако треба, светот ќе го запалам. Ти сакаш да ја извадиш Ифет од таму или не сакаш? Повеќе од сего сакам тоа. И тогаш постапувај како што ти велам. Како ќе го сториме тоа? Нема ниту еден сведок на Виделина. Мора да пронајдеме барем еден доказ. Нема никаков доказ. Имаме само едно решение да спасиме Ифет од таму. Киднапирање. Предаве Фати Алисан требаше во странство да одите. Ништо не се промени и сега ќе одите во странство. И двајцата ќе се спасите. Во ред. Не сакам Ифет повеќе да седи во тоа гнасно место. Но не знам како да го сториме тоа. Ќе седнеме и ќе испланираме. Ифет, што се случи? Девојки, брзо, дојдете да помогнете и викнете стража. Ифет, што се случи? Ифет! Не сум спокоен што Ифет седи таму, Чичкарев. Ми рече дека е добра. Но очигледно е дека не е добра. Чичкарев, да не криеш ти нешто од мене. Не, изборен сум малку. Утре ќе продолжиме. Ми текне што требаше да ти кажам. Утре треба повторно да дадеш изјава о станица, не заборавај. И адвокатот тамо ќе биде.